Добар ден, драги гледачи. Денеска се наоѓаме во средното училиште Орце Николов, кое што оваа година одбележува 70 години од своето постоење. Навистина ми е драго, ми е чест и задоволство што денеска сум тука, бидејќи токму во ова училиште јас го завршив моето средно образование и во продолжение ќе поразговараме за она што токму тука во училиштето се работеше и се работи по повод одбележување на 70 години. Со професорката Маријана Ѓоргиева Ристевски ќе позборуваме за целата таа програма. Професорке, пред се добар ден, ви благодариме што одвоивте простор, време да дојдеме тука малку да прошетаме, да се потсетиме и ние на средношколските денови, а воедно да ни кажете како Орце Николов ги одбележува овие 70 години постоење. Добар ден, ви благодариме за можноста да бидеме дел од вашата емисија. Па вака сега, нашето училиште годинава го слави својот јубилеј, 70 години од постоењето, и последниве изминати децении важиме за една од најатрактивните гимназии, гимназија каде што многу се работи, многу се учи и многу им се нуди на учениците. Имаме разни можности, особено актуелни и атрактивни се нашите клубови. Постојат разни клубови каде што учениците можат да го истакнат својот талент, своите афинитети, способности. Пример е драмскиот клуб. Јас сум ментор или координатор на тој клуб, потоа поетскиот клуб, бук клубот, стем клубот, ЕЗО и многу други. Во моментот се прави и една хуманитарна акција каде што се споени неколку од клубовите. Нашето училиште организира 5 настани во склоп со клубовите. Дел од настаниве ќе ви ги набројам, пример едни од поголемите. Тоа се гала настанот, каде што нашите ученици подготвуваат мюзикл и целиот тој дел ќе биде покриен со игра, танц, глума. Потоа имаме и ќе се одржи во Македонскиот народен театар. Потоа имаме драмска представа која ќе се одржи во Драмскиот театар. Имавме изминатиот период поминаа 3 од настаните, а тоа беше поетското читање кое што се одржа во лабораториум. Дел од учениците читаа своја поезија, а дел од нив изведуваа и поезија од познати писатели или автори. Понатаму се одржа концерт на наречен Звуци под звездите. Тоа беше од учениците организирано со менторство на дел од колегите, колешката по музичко Сузана, колешката по македонски Драгица. Концертот беше со класична музика. Понатаму, во понеделник ќе се одржи и концертот на оркестарот, каде што наши ученици ќе изведуваат народна музика. Со нас денеска тука секако и директорот на училиштето, господинот Маријан Пулевски, кој што ќе ни каже со своји зборови што значи да се обстојува 70 години, бројка која што воопшто не е мала и зошто децата, учениците треба да се запишат токму во Орце Николов. Ви благодарам пред се на поканата. Сакам да истакнам дека ми представува голема чест и задоволство да бидам дел од јубилејот 70 години Орце, 70 години традиција, 70 години успеси и безброј генерации кои постигнале забележителни резултати во општествениот, познати личности од општествениот и јавниот живот на државата во рамки и во светски признаени и во светски рамки. Зошто треба да се запишат тука учениците во следните години, нели, кои што ни доаѓаат? Јас пред себе истакнал дека ги советувам учениците да се запишат во нашето училиште, затоа што училиштето Орце Николов нуди безброј можности за учениците. Пред се едно прекрасно дружење, разни програми, клубови, активности и една прекрасна дружба која ќе другарство која ќе паметат и ќе остане за цел живот. Секако овој разговор нема да биде целосен доколку до мене не се главните виновници под наводници, ќе кажам, за сето ова што се случува и се одбележува во Орце Николов. Ќе започнам со дамата од мојата лева страна, вашето име, презиме, да ни кажете зашто сте вие задолжени на овој јубилеј. Јас сум Амелија Ончева, од 3-та година. Јас стојам позади, заедно со вас, јас стојам позади драмскиот клуб, кој што приготвува представи, ги пишува, ги режира, ги изведува. Конкретно учествувам и во глумата и во пишувањето. Заедно имаме напишано повеќе од 5 успешни представи и во моментов се подготвуваме за наредни 2, кои што ќе се одвиваат во склоп со патронатот.
Браво, се надевам дека и понатаму патот ќе ве носи кон оваа уметност и дека ќе гледаме многу успешни дела од вас. Се надевам и јас. Се разбира, имаме голема помош од нашите професорки, конкретно професорката по македонски најмногу и сите заедно сме еден сложен тим. Така, браво. Кажете ми, вие, вашето име, која година сте тука и зашто сте вие задолжени? Јас сум Васија Мицковски, како што кажа Амелија, значи заедно сме од трета година, значи иста генерација. Јас сум задолжен за слични работи како што Амелија, меѓутоа јас повеќе се концентрирам кон текстуалното средување и пишувањето на драмите, заедно со Амелија, сите драми, сите сценарија практично кои што ги имаме изготвено, ги подготвуваме на база на комуникација, соработка со професорите, разработка на сите идеи кои што ги имаме. И впрочем, така и функционира нашиот клуб. Ние сме многу отворени, атмосферата е секогаш опуштена, освен кога на проба нешто ќе се погреши, нешто кога ќе стане тензично, меѓутоа сето тоа е дел од таа една сложена слика и целина која што го прави овој клуб таков каков што е, посебен, автентичен. И сметам дека нашата комуникација тука врз база на драмскиот клуб во име на сите членови е нешто што ќе го паметиме целиот живот, затоа што денови имаме поминато во училиште, го имаме мирисано овој воздух доволно за да знаеме дека нешто ќе остане зад нас како аманет. Така, јас сум сигурна дека ќе биде така. Навистина ми е драго што ве запознав, драги млади луѓе, и сигурна сум дека ќе бидете успешни понатаму што и да правите во животот. Ви благодарам што одвоивте време. Благодарим. Така, драги мои, тука нека да го завршуваме овој разговор. Заеднички го одбележуваме 70 години постоење на едно од најдобрите училишта кај нас во Орце Николов.